Да, имаме това офертата за различни. Почитувани гости, почитувани дами и господа, добар ден и добре дојдовте во востаничкото Разловци. Денеска го одбележуваме 136 годишнината од Разловечкото востание. На ова свето место, на гробот, кај што беше убиен и погребан поп Стојан и неговите соборци, денеска чествуваме за нивната храброст и за жртвите што ги дадоа за слободата на Македонија. По тој повод, свежо цвеќе ќе положат делегација на општина Делчево на чело со градоначалникот, делегации од политичките партии, невладени организации и граѓански здруженија. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй не, святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй не, Пресвятая Троица, помилуй не. Господи, очисти греки наши, владико, прости беззаконија наша, святи посети, исцели немощни наши, имене Твоего ради, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину и Святому Духу и ниње и присно и во веки веков. Амин. Отче наш, и же еси на небесие, да святи си ја имја Твое, да приде царствие Твое, да буде воля Твоја, јако на небеси и на земли. Хлеб наш насушни даш нам днес, и остави нам долги наши, јако же и ми оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас од лукаваго. Что Твое царство, то есть силата и славата на Отца, и Сина и Светиот Дух, сел секогаш и во вечни векови. Амин. Слава и праведни скончашу ся, душа раба Твоего спасе и упокой, сохраняя ее во блаженной жизни, я же от Тебе, человеколюбец, покорствуй, Господи, и дереси святы Твое покоиваются, упокой душу раба Твоей, я же от Тебе, человеколюбец, слава Отцу и Сину и Святому Духу, Те се вошати узоковани, разрешиви, сами
раба Твоего упокой, и ныне присни век и веков. Амин. Едина чиста и непорочная Дева, Бога веселени ручая, моли спасти сия душу ее. Помилуй не, Боже, по велице милости Твоей молим Те сия, услыши, помилуй. Еще молим сия о покоении душу, усопши раба Божия, Ерея, Петре, Манасия, Димитър, изслушава Твоего Константини, и услуша Ерея, Стоян, и сите знайни, незнайни, кои загина за времена разрушното стане, Господу помолим се. Еще молим се о покоени душу, слуши раби Твоя, Господу помолим се. Ще молим се, Сърце милостиви човек, кой любез Бог и Тебе слава Ти възнесомен Отца, Сине свети от сега секогаш и во вечни векови. Господу помолим се. Боже, духове сякия, плоти смет празни и живот мир Твоя дарови. Сам Господи, упокой усопши раби Твоя, кой загина за време на войните и за време на Радошкото въстание и чедата Божие рейте, Димитър, Манасия, Петре, Константин и Стоян, Христе Боже наш, Тебе слава Ти възнесомен, на Отца, Син и Свети от Духа секогаш и во вечни векови. Амин. Во блажен, успен и вечен покой подаш, Господи, усопши раби Твоя и сотвори, Боже, вечная память. Вечная память. Вечная память. Вечная память. На Господа се помолиме, Боже, Духа си опазвиш на здраве сам Господа би Твоя, место ни възкрани Ти си възкразно Твое правовекство Твое стени, и ако Те си възкресени, че чудраби Твое, Христе Боже наш, и Тебе слава селаем от Христе во веки веков. Амин. Во блаженост спени вечерава Твоего, Ерея, Манасия, Петре, и Ерея Стоян, усопши раби Божия, Ерея Константин, и усопши храба Твоего, Ерея Димитър, Рия Христе Боже наш, Тебе слава селаем Отцу и Сину и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Во блаженост пени вечни подаш, Господин, усопши раби Твоя и сотвори, Боже, вечная память. Вечни память и Бог нека прости. Почитувани гости, дами и господа, ве поканувам во училишниот двор да присуствувате на свечената програма по повод одбележувањето на 136 годишнината од Разловечкото востание. Повелете со програмата во училишниот двор. Минатата година се направи она што долго години го немаше во црква, се отпрестоен плочата на Поп Стојан. Какво е чувството после 136 години да се биде дел од прославата по Разловечкото востание? Значи, како прво треба да се биде горд, да се биде македонец. Посебно треба да се горди жителите на селото Разловци, значи историското минато на самото место, историското минато на предците кои што денеска се живи, значи кои што живеат во ова село. Општината нормално, како што доликува на еден јубилеј на еден таков значаен настан во македонската историја, го одбележува овој настан. Значи најпрво положивме свежот свеќе на спомен плочата на Поп Стојан овде во црквата во Разловци. Минатата година со одредени зафати се изврши реконструкција на оваа црква и покрај огромното значење што би рекол го има во историјата Разловци, сепак јас би се осврнал на она што е денешница, односно она што разловчани ги тишти како проблеми. И еве слободно можам сега да најавам дека
едно нивно барење кое што постои уште од подамна, кое што го испорачуваат до сите досегашни гарнитури на власт, тоа е мостот во Разловци, е веќе во процедура правна за набавка на главните носачи на мостот и веќе по намалување на водотекот, односно по намалување на количините на вода во реката Брегалница, со јавното комунално предпријатие Брегалница ќе започнеме да го градиме овој мост и верувам дека за едно 2 до 3 месеци најкасно овој мост веќе и ќе постои на самата река. Покрај изградбата на мостот ќе се потрудиме во планот што го имаме за оваа година да изградиме уште една улица во селото Разловци и нормално одредени помали зафати кои што ќе ги договориме со местната заедница, односно представниците на местната заедница од селото Разловци. Благодарам. Имам платно за белење, имам платно либе Јорги за белење, имам Го поканувам градоначалникот на општина Делчево, господинот Горан Малешевски, свечено да го отвори настанот со пригоден говор. Повелете. Благодарам. Почитувани разловчани, почитувани гости, учесници во програмата, дами и господа добронамерници, дозволете ми денес, кога одбележуваме 136 годишнината од Разловечкото востание, сите да ве поздравам, да ви посакам добре дојде во револуционерното Разловци, да ви посакам пријатен и убав ден и пријатни моменти со културно-уметничката програма по овој повод. Посебен поздрав до представниците на Организацијата на резервни офицери на Република Македонија и во општината Делчево, представници од другите општини и пред се оние што ќе го збогатат посебно овој настан се самите учесници во културно-уметничката програма.
Посебно е задоволството што денеска тука меѓу вас имам честа да ви се обратам по повод одбележувањето на 136 годишнината од кревањето на Разловечкото востание и да се подсетиме на значењето што самото востание го има во историјата на македонскиот народ. Востанието представува континуитет на вооружените отпори на македонците за приклучок на македонскиот народ во борбата со другите народи на Балканот, а со цело ослободување од петвековниот турски јарем и за свое национално ослободување. Главни иницијатори за кревање на востанието се Поп Стојан Разловечки и Димитар Поп Георгиев Беровски, кои важеле за исклучително авторитетни личности во самото село, па и во целиот регион. Во револуционерниот вриеш и кревањето на буни и востанија од 70-тите години на 19-тиот век, Разловечкото востание представува една битна алка во синџирот на народните движења, преку кои македонскиот народ се поврзаа со другите балкански народи во оваа борба. Востанието самостојно го организирала, материјално го издржувала и го извела македонската световна и духовна интелигенција со масовно учество на самите жители на селото и на регионот. Истовремено, преку него, македонскиот народ ги направил своите први чекори за помасовно вооружено пресметување со својот вековен потисник и експлоататор. Разловечкото востание и покрај неговото брзо пропаѓање е од особено значење за историјата на македонскиот народ и доказ дека ослободителната идеја кај македонскиот народ не била само фикција. Разловечкото востание, разловци и разловчани за секогаш ќе останат со светли букви запишани во македонската историја. Нека ја за многу години да сме живи и здрави. А сега, почитувани дами и господа, го поканувам господинот Ристе Петков, заменик председател на Организацијата на резервни офицери на Република Македонија, да ги поздрави офицерите, да ве поздрави сите вас со еден пригоден свечен говор. Господине Петров, повелете. Благодарам. Почитуван градоначалник, почитувани членови и делегации на Организацијата на резервни офицери, почитувани учесници на маршот и почитувани граѓани. Ми представува посебна чест и задоволство во името на Организацијата на резервни офицери на Република Македонија да ве поздравам и да ви го честитам денешниот празник. Посебно е честа и задоволството да се биде дел од ова прекрасна манифестација која што ја организирате по повод денот патрон на Општинската организација на резервни офицери во Делчево и по повод 136 годишнината од Разловечкото востание, кој што годинава еве се совпаѓа и со нашиот 60 годишен јубилеј од постоењето на Организацијата на резервни офицери на Република Македонија. Организацијата на резервни офицери на Република Македонија е еден значаен дел од структурата на нашата држава, односно нашата организација со проведени многу бројни и значајни активности во минатото, со што се кај во темелите на македонската држава. Сите сме свесни за придонесот кој што нашата организација го даде во изградбата на одбранбениот систем на самостојна и независна Република Македонија веднаш по распадот на СФРЈ, како и за придонесот во разрешувањето на конфликтот од 2001 година. За пофалба е и денешната организираност и ангажираност на организацијата. Имено што сите нејзини членови се ангажирани на волонтерска основа, а организацијата функционира како непартиско, самостојно, воено-стручно и непрофитно здружение на граѓани и дава голем придонес во изградбата на одбранбената култура и свест и продлабочување на секој граѓанин за постоењето на сопствена, самостојна, независна држава. Организацијата на резервни офицери има успешна и континуирана соработка со Министерството за одбрана, Армијата на Република Македонија, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, единиците на локална самоуправа, како и сите останати релевантни институции во државата, кој што допринесува во градењето на мирот, слободата, независноста и територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Би сакал да не ве задржувам, уште еднаш да ве поздравам, да ви посакам многу успеси и сите заедно да работиме во градењето на здрави меѓучовечки односи, да заекнуваме одбранбената култура и свест кај граѓаните,
да ја развиваме толеранцијата, љубовта и лојалноста кон татковината, зашто резервните офицери како должност секогаш го имале непресушниот морал и спремноста да ги извршуваат задачите. Да живее Република Македонија. Ви благодарам. Реферат за важноста на Разловечкото востание ќе прочита Катерина Антовска. Топло добре дојде ни посакува востаничкото и револуционерно Разловци. Денес е голем ден. Ден за почит, слава и сеќавање на храбрите востаници кои на денешен ден пред 136 години во раните утрински часови го означија почетокот на востанието, Разловечко востание, со првите истрели од попстојановиот Ан кон куќата на коџабашијата Нико. Разловечкото востание било предизвикано од низа фактори. Имено, во втората половина на 19. век Османлиската империја западнала во тешка општествено-економска криза која влијаела за влошувањето на положбата кај сите народи на Балканот. Зголемувањето на даноците, злоупотребите на османлиските државни органи како и честите напади од разбойничките банди го направиле животот на населението неподнослив. Иницијатор, организатор и идеен водач на Разловечкото востание бил учителот Димитар Поп Ѓоргиев Беровски и неговиот 75 годишен дедо Поп Стојан од село Разловци. Разловци во тоа време било мало село од 50 куќи и било слабо посетувано од турските власти. Сето тоа било доволно Беровски да се одлучи за почнување на востанието токму од овој крај. Подготовките за востанието започнуваа во Солун, со купување и складирање на оружје, муниција, санитетски материјали кои се пренесувале и складирале во тајни складови во Разловци и други места во Малешевијата, Пијанечко и Радовишко. При подготувањето на востанието во Солун било изработено и востаничко знаме на кое пишувало Македонија и станете да ви ослобода. Беровски имал намера востанието да започне во Пијанец и да се прошири во Малешевијата, Радовишко, Струмичко, Петричко и Мелничко. За време на одржувањето на третото советување на востаниците во местноста Каладжерџево, во селото пристигнале турски тапчи и запти. Плашејќи се да не бидат откриени учесниците на советувањето, одлучиле востанието да започне веднаш. Со тоа востанието не започнало како што претходно било планирано, а и самото тоа и понатамошниот тек на востанието. Сето тоа е, како и брзото и несреќно ранување на Беровски, неможноста востаниците да воспостават поголема поврзаност со останатите востанички групи во другите делови на Источна Македонија биле причина за неуспехот на самото востание. Разловечкото востание е од особено значење за историјата на македонскиот народ и покрај неговиот брз пораз и неуспех. Востанието самостојно го организирала и материјално било подпомогнато од македонската световна и духовна интелигенција со масовно учество на селаните. И на крај можеме слободно да кажеме дека во склоп на револуционерните движења од 70-тите години на 19-тиот век, овој револт на населението во Источна Македонија представува една алка во веригата на народните вооружени протести, преку кои македонскиот народ се вклучил во борбата со другите народи од Балканот за ослободување од турската власт. Секоја година, 20 мај, треба да не потсетува на храбрите разловчани и нивниот стремеж за слобода и подобар живот. На овој ден нека биде инспирација за нас и за нашите поколенија во борбата за подобра Македонија. Нека ни е честита годишнината од Разловечкото востание. Почитувани гости, по повод 136 годишнината од Разловечкото востание беше распишан и конкурс за литературни творби. Награди беа доделени во категоријата основци и во категоријата средношколци. Прва награда за творба под наслов Востание прво во категоријата основно образование има добиено Кристијан Витановски од Свети Климент Охридски. Прва награда од средношколците за најубава творба по повод
одбележувањето на 136 годишнината од Разловечкото востание има добиено творбата на госпогица Марија Шехтанска. Нека повели да ја презентира. Аплауз. Мај 1876 во раните мугри пред изгревот прв, во село Разловци екнала пушка, огреало сонце облеано в крв. Се кренал на нозе народот мачен, што збирал со векови чемер и јад, херојска крв, горчливи солзи и срушени сништа на човекот млад. Провикнал глас морен стариот поп Стојан: не жалете живот, удрете браќа. Предолго душма земјава ја газел, доволно крцкала и стенкала од мака. Занемал секој што гласот го слушнал, тој исконски копнеш во срта што тлеел. Понесен секој кој слобода љубел, зел пушка в рака, гордо знаме веел. Поп Георгиев тргнал кон другите села, со својата храбра востаничка чета. Барале слобода, не гнет и робство, но ги престигнала судбина клета. Паднал во дождот од оловни зрна, копнеш му минал низ погледот сврст, прегрнал земја со стиснати усни, давејки се во собствената крв. Денови подоцна дивее ласкер, низ храбрите села сејки смрт, капела крвта на невини деца пред погледи гневни со злоба и стрв. Малку е куршум за да се замрат јуначките дела потопени в крв, истурен гнев врз челичнав, волја, гордост и чест во погледот цврст. Над земјава денес грее слободно сонце, за хероите од Разловци што кренале глава, столетни борие приказни плетат, востаници вечна ви слава. А сега, почитувани гости, чест ми и задоволство да ја најавам културно-уметничката програма. Во овој дел ќе настапат Сдружение на граѓани Копачка од село Драмче, Кут Гоце Делчев од Делчево и Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров. За содржината со која што ќе ви се представи Копачка ќе ве информира координаторот господја Перса. Сдруженијето фолклорна група Копачка од село Драмче ќе ни се представи вака: мажите одат со ситното и националниот бренд Копачка, за кој што во оваа прилика мораме да кажеме дека годинава ги помина трите прага за влез во УНЕСКО за прогласување на светско културно наследство и не очекува уште еден праг во ноември, со што орото Копачка од село Драмче би било прогласено за светско културно наследство и би влегло во репрезентативната листа на светски културно наследства и би било објавено во монографијата во милиони при. Значи, за почеток ќе го чуеме нашиот национален бренд, кој е за прв пат во Македонија прогласен, потоа одат жените за појас или Копачка. Ќе го видиме и слушнеме Димитар со соло песната Село, село во придружба на Ќемене на Павле Симевски. Следат Перса Ѓоргиевски, Цвета Ѓоргиевска со песната Паун пое у Сарае. Жените ќе ни се представат со 3 ора со пеење: Заспал Илван, Абре Калуѓере Црн ѓаволе и Јана е шума градила. Машките ќе ни се представат подоцна со Тешкото и Малешевското оро и на крајот ќе завршиме со едно заедничко оро Церското. Ви посакувам убави моменти.
Нека ни е честит овој голем ден, ден на нашата самопрегорност, ден на решителноста, ден на храбрите разловчани кои испишаа светли страници во нашата македонска историја. Од Разловци ќе запеаме една песна. Песна од периодот на турското владење. Песната е со наслов Село, село мое, село. Село, село, мое село, откако си се заселило, не са турци минавали, поминали кондисали. Radina majka umira pre
Rade mi rade de, oj rade, upavo rade de. Imamo ponovno. Aj sednal Marko s majka lehdave, čera sednal Marko s majka lehdave čera. Aj večera Marko lem se smeje večera, Marko lem se smeje. Aj go dogleda negovata majka, go dogleda negovata majka. Aj da se smeš na moj tave, čera da se smeš na moja ta starost. Aj ni se smeja na tvoj tave, čera ni se smeja na tvoja ta starost. Zaslavila zelena liga, da zelena liga. Zaslavila zelena liga, da zelena liga. Andemojte proslavite, vina proslavite. Andemojte proslavite, vina proslavite.
Им благодариме за прекрасниот настап на Копачка од село Драмче. А сега, почитувани гости, дами и господа, чест ми и задоволство да го најавам настапот на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево. Истите ќе ни се представат со Готенско оро, Водарки, Иван Тренчевски и Делчевско оро. Тргни најлово, не одошло. Ево беше настапот на најмалите членови на Кут Гоце Делчев од Делчево, а ние во продолжение ќе го проследиме настапот на женската група на Кут Гоце Делчев од Делчево со популарните Водарки.
Наредно да го проследиме настапот на Иван Тренчевски со Ој девојче во придружба на Кут Гоце Делчев од Делчево. Ovdje kada ga postavljaju,
Нека повторно, нема грешки. Добро, дай го Поштовани гости, понекогаш и техниката затајува. Во продолжение, во оваа свечена прилика, ќе ги проследим уште еднаш настапот на членовите на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево со Делчевско оро.
следува настапот на Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров. Фолклорната група при Центарот за Никола Јонков Вапцаров ќе ви се представи во оваа прилика со изворни ора од Пијанецот, Пиринско цвеќе и популарната Лазаринки. Нека повелат членовите изворни ора од Пијанецот под младокот на Никола Јонков Вапцаров.
Браво за преубавиот настав на членовите на Културно-уметничкото друштво Никола Јонков Вапцаров фолклорна секција. А сега, почитувани дами и господа, со ова завршивме со културно-уметничката програма. Традиционално ве покануваме во дворот и во просториите на црквата на традиционално гравче со месо и зелка. Свечер празничен ручек. Повелете сите!